сабота ново издание на вестите на програмата на телевизија КТВ. Добро вечер, почитувани гледачи. На втората седница Советот на општина Кавадарци го усвои кварталниот извештај за извршување на буџетот на општината за првиот квартал од тековната година. Советот на општина Кавадарци во рамки на втората седница што се одржа неделава со 10 гласа за, против 6 и 1 воздржан, го усвоија кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Кавадарци за првиот квартал од 2013 година. Остварувањето на вкупните приходи по сите основи за периодот од 1 јануари до 31 март годинава е во износ од 144.958.954 денари, во однос на планираните 677 милиони денари или изразено во проценти околу 19,96. Остварувањето на приходи од наменски дотации изнесува 89.680.000 денари во однос на планираните 304.243.000 денари или 29,47%. 43,76 е процентот на остварените приходи од самофинансирачките активности, а приходите од донации се реализирани во висина од 537.500 денари од вкупно планираните 13.866.000 денари. Реализацијата на вкупните расходи на буџетот за првиот квартал од годината изнесуваат 112.713.000 денари во однос на планираните годишни расходи кои што се во износ од 676.831.000 денари или 16,56%. Околу 170.000 македонци се со привремен престој во Европската Унија поради подобра екзистенција. Се повеќе млади македонци ги пакуваат коферите и ја напуштаат земјава. Пари, подобро образование, поплатена работа, љубов. Ова се дел од причините кои годишно тераат и јадници млади луѓе да ја напуштат земјава и да заминат некаде по белиот свет во потрага по подобро утре. Иако државните институции не кажуваат колку луѓе ја напуштиле земјава, службата за статистика на Европската Унија, Евростат, објави дека од 1998 до 2011 година 230.000 луѓе официјално се иселиле од земјава и имаат регулиран предстој во странство. Тоа представува повеќе од 10% од вкупното население во Македонија, се вели во саботната анализа на Радио Слободна Европа. Околу 170.000 македонци се со привремен предстој во земјите од Европската Унија. Најголем дел од иселениците во Европската Унија живеат во Италија, потоа следуваат Германија, Австрија, Словенија. Во периодот од 2002 година до 2008 се забележува и масовно одобрување странски државјанства за македонските граѓани. Во тој период околу 5.000 луѓе годишно добивале пасош во друга земја, но се претпоставува дека бројката е многу поголема, бидејќи не се знае колку луѓе имаат нерегулиран престој. Јавното предпријатие Комуналец од Неготино се труди рестрикциите на водата за пиење во Неготино да бидат што помали, вели директорката на предпријатието. Јавното предпријатие Комуналец од Неготино се труди редукциите во водоснабдувањето на градот да бидат што помали, а неготинчани да имаат воедначено водоснабдување и воедначен притисок на вода во чешмите. Ова денес го изјави директорката на Комуналец Наташа Лазова. Редукциите на водата за пиење траат од 12 до максимум 14 часот во текот на денот и од 23:30 часот пред полноќ до 5 часот следното утро. Во моментов од регионалниот водовод Лукар добиваме околу 80 литри вода за пиење во секунда. Кон ова додадавме околу 35 литри во секунда кои ги добиваме од бунарите кај неготинското село Пепелиште. Би рекла дека со околу 120 литри во секунда вода за пиење комплетно би се задоволиле потребите на населението, но потребите на неготинчани би се задоволиле и со помалку вода, доколку нема загуби на водата поради застарената водоводна мрежа и нејзиното нерационално трошење од страна на некои од граѓаните, нагласува Лазова. Таа додава дека како предпријатие за цело време настојуваат исто така да ги намалат загубите на вода за пиење кои се последица на дотрајната инфраструктура. Екстерното тестирање почнува во понеделник. Се очекува да донесе придобивки за учениците, наставниот кадар, училиштето и целиот образовен систем.
Екстерното тестирање кое почнува во понеделник треба да донесе придобивки за учениците, наставниот кадар, училиштето и целиот образовен систем. Простор за паника нема. Социолозите сметаат дека екстерното тестирање ќе биде од голема помош за учениците. На ваков начин детето ќе се определи зашто е одредено, ќе сватат зашто имаат таленти, како треба да се насочат. Ќе биде ставен и крај на непотизмот. Според нив тоа е добро затоа што е систематско мерење и мониторинг на постигнувањата на секој ученик, посебно учителите и наставниците, сите училишта како и целина и националниот образовен систем и обезбедува јасни и објективни статистички податоци, бидејќи тестовите се прават согласно целите на рационалните програми, а за резултатите од екстерните тестови понатаму директно ќе влијаат и врз образовните политики на државата. Оваа реформа кај нас се најавува веќе 5-та година. Проектот е масовен и во него се опфатени 15.000 наставници и 200.000 ученици. Истиот за надлежните ќе биде цврста подлога за понатамошните реформи во македонскиот образовен систем. Емпириски докази покажуваат дека земјите каде се спроведува екстерното тестирање имаат значително подобри резултати на интернационалните тестирања за разлика од земјите каде нема екстерно тестирање. Постои силно убедување дека македонските ученици имаат силен капацитет да постигнуваат вакви значајни резултати. Во Македонија екстерното стартува во понеделник на 27. Излезе новиот повик за проекти од прекуграничната соработка со Грција. Демир Капја подготвува 2 нови проекти. Вчера излезе новиот повик за проекти за прекугранична соработка со Грција. Општина Демир Капија спрема 2 нови проекти за апликација. Дознаваме денес од Виолета Јанкова, советник за туризам при Демир Каписката локална самоуправа. Јанкова ни објасни дека вкупната сума на програмата е околу 7.500.000 евра, наменети за прекугранична соработка помеѓу македонски и грчки субјекти. Проектите со кои Демир Капија ќе конкурира на повикот се однесуваат на економскиот развој и промоцијата и заштитата на природното и културното наследство. Демир Капија веќе реализира еден ваков проект за прекугранична соработка со грчката општина Лерин или Флорина, со кој во Демир Капија се гради првиот едукативен тренинг центар за туризм во регионот, а проектот вреди над 300.000 евра обезбедени од Европската унија. Синоќа во организација на општина Неготино по втор пат беше отворено градското првенство во шах во соработка со градскиот шаховски клуб. Во организација на општина Неготино во соработка со градскиот шаховски клуб Неготино оваа година по втор пат започна отвореното градско првенство во шах Неготино 2013. Првенството започна синоќа во 17 часот, а истото го отвори покровителот новој настан градоначалникот на општина Неготино Ванџо Апостолов. Право на учество на првенството имаат сите заинтересирани граѓани на општина Неготино, а наградниот фонд за најдобрите учесници на турнирот изнесува 17.000 денари. Јас како поранешен морам всички да кажам дека многу одавно уште пионер сум играл шах, бев едно време пионер на општина Неготино и шахот е една племенита игра каде што младите благородно се развиваат во еден племенит дух и затоа и препорачувам на сите млади кои имаат интерес да се занимаваат со шаховската игра. И добро е што оваа традиција вече продолжува, лани за прв пат се организира, оваа година за втор пат, се повеќе учесници има, како што сум информиран за бројката, лани биле 20 двајца, оваа година 28 учесници, се надевам дека во наредниот период другите години ќе земе уште поголема масовност, ќе се вклучат сите оние кои сакат да се надпреваруваат. Тука има значи и повозрастни надпреварувачи кои рекреативно се бават со шахот и сметам дека треба така и да продолжат, младите да продолжат да учат од нив и да се вклучат во надпревар. Овој турнир беше ставен национален, минатата година беше за прв пат, зашто градско првенство. Ова е втора година и вече да го фацаме трендот секоја година во Неготино една од ретките градови во Македонија да се одржуваат градски првенства. Благодарност за таа награда ја врсуваме до општина Неготино, а наградата ќе го кажеме со општината
според градоначалникот, обезбедија средства за таа намена и се надеваме дека понатаму таа соработка ќе продолжи. Вчера во селото Трстеник започна традиционалниот четврти поред турнир во фудбал, организиран во чест на прерано починатиот спортист од ова село Мирко Јованов. Турнирот е во организација на општина Росуман. Се собравме по повод четвртиот поред традиционален турнир во Трстеник во чест на рано починатиот спортист од Трстеник Јованов Мирко и денешниот ден нека ни послужи како спомен на еден спортски дух, како спомен на еден живот кој што за жал прерано заврши, но ќе остане вечно. Еве и општина Росуман во таа чест и јас како градоначалник и советот преку претседателот на Комисијата за спорт и култура, тука сме да дадиме една поддршка на овој турнир и да се надеваме дека и во иднина, во сите овие години што се предна ќе стане традиционален и ќе биде носител на сите спортски збиднувања во општина Росуман. Горди сме за тоа што во Росуман имаме доста развиена спортска култура, имаме доста развиен спортски дух и се надевам дека и во иднина ќе продолжиме со ова темпо. Јас како градоначалник заедно со советот максимално ќе помагаме во одржување на сите овие турнири, во одржување на сите спортски манифестации и се надевам дека успешно секој млад човек ќе почне да спортува, а со тоа и да здраво живее и да има здрави и културни навики. Утре времето ќе биде претежно сончево со локална облачност и ветровито. Попладне ќе има услови за врнежи од дожд и грмежи. Температурата ќе се движи до 27 степен Целзиусов. УВ индексот ќе биде 6. Во понеделник ќе биде претежно сончево и топло со температура до 28 степени. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.